Добро вечер. Рано изутрина припадници на Министерството за внатрешни работи ги симнаа незаконски поставените знамења што се вееа пред собранијата на Гостивар и на Тетово. Во денешните настани имаше конфликти на полицијата со местното население. Според соопштението на Министерството за внатрешни работи, едно лице го загубило животот, а 4 се повредени. Во меѓувреме македонската телевизија воспостави директни линковски врски со репортерите што ги следат настаните во Гостивар и во Тетово. Колешката Катерина Цаневска-Арсовска ги има на линија нашите репортери. Македонската телевизија, почитувани гледачи, од раните утрински часови има своји екипи на терен и редовно ви информиравме за збиднувањата во Гостивар и Тетово. На линија ја имаме колешката Сонја Николовска од Тетово. Колешка Николовска, дали се слушаме? Јас вас добро ве слушам, се надевам и вие мене. Одлично ве слушаме. Што во моментов се случува во Тетово? Попладнево во Тетово е мирно, би можело да се рече дури и чудно мирно. Граѓаните на Тетово изгледа го послушаа повикот што им го упати градоначалникот Алајдин Демири за смирување на тензиите. Инаку од 13 до 15 часот во близина на зградата на Советот на општината се собра помала група од 20-30 граѓани, но собирањето мина без инциденти. Во овој момент тетовчани само поминуваат оттаму. Инаку околу општината се уште се стационирани специјалните единици на Министерството за внатрешни работи, и тоа е единствениот видлив остаток од ноќешните настани. Колешка Николовска, освен пресконференцијата на Демократската партија на албанците, дали имавте некакви информации и контакти со политичките партии? Попладнево се обидовме да контактираме со раководството на Демократската партија на албанците, но оттаму добивме одговор дека не дават никакви информации за јавноста. Добро, ако немате други информации, за сега ви благодариме. На линија треба да го имаме и колегата Зоран Богатинов од Гостивар. Колега Богатинов, дали се слушаме? Колега Богатинов, дали се слушаме? Еве, ни јавуваат од режијата дека не можеме да воспоставиме во моментов линија со Гостивар. Продолжуваме со соопштението од Министерството за внатрешни работи, а кога ќе го добиеме колегата Богатинов повторно ќе се вклучиме. Во сообщението на Министерството за внатрешни работи издадено во 17 часот и 30 минути се вели дека во попладневните часови во центарот на Гостивар дојде до драстично нарушување на јавниот ред и мир. На собраната толпа од 7-8 илјади граѓани на Гостивар, која реагира на преземените активности од страна на Министерството во врска со ноќешното симнување на знамето, е злоупотребена од одреден број екстремисти. Припадниците на Министерството се нападнати со камења, со железни и со други предмети. Спречен е обид за употреба на молотови коктели врз полицијата. Притоа е запленето одредено количество молотови коктели, пронајдено кај 3 државјани на Република Албанија и 2 граѓани од нашава држава. Последните информации од теренот се истакнува натаму во соопштението на Министерството за внатрешни работи, се однесуваат на употреба на хемиски средства и оружени истрели врз припадниците на МВР од страна на екстремистите. На ваквата провокација е возвратено соодветно. Повредени се 4 лица, а 1 го загубило животот. Градоначалникот на општина Гостивар и натаму само иницијативно останува во просториите на собранието, а не како што изнесено на пресконференцијата на партијата ДПА, дека таму присилно се задржува. Министерството за внатрешни работи и натаму ќе следи состојбата и ќе презема потребни мерки и активности во зависност од состојбите. Истовремено се повикуваат граѓаните да се воздржат од какво и да е екстремно однесување и да дадат свој придонес во нормализацијата на состојбите. Се истакнува на крајот од сообштението на Министерството за внатрешни работи издадено во 17 часот и 30 минути. Почитувани гледачи, еве и кратката хронологија околу симнувањето на знамињата од предсобранијата на Гостивар и на Тетово. Денеска изутрина во 3 часот и 10 минути припадниците на македонската полиција со брза и ефектна акција ги симна албанското и турското знаме од јарболите пред Советот на општина Гостивар. Во зградата на Советот, како што неофицијално дознаваме, биле откриени неколку граѓани од албанска националност кои поседувале и огнено оружје. Околу 5 часот на службен разговор беше повикан градоначалникот на Гостивар Руфи Османи. Улиците на Гостивар беа празни се до после 7 часот, кога почна
помасовно да се собираат граѓани од албанска националност, кога во 7 часот и 20 минути се случи првиот контакт меѓу полицајците и на собраните. Со брза акција на собраните беа разбијани во околните улици. Повторно групирање, сега на друга локација, околу 9 часот на крстосницата на булеварот Браќа Џиновски и Дебарска улица. Прво имаше неколку стотини на собрани граѓани од албанска националност, потоа бројот се зголемуваше и се појавија најпрво албански знамења, потоа беше развеано и зелено исламско знаме и на крајот и турското знаме беше развиорено. Тензијата постојано растеше, меѓутоа полицијата не реагираше на провокациите како вербални, така и физички. Околу Пладне во една од околните згради беа откриени неколку припадници на албанската националност со подготвени молотови коктели. Тензијата растеше се до 15 часот и 15 минути, кога на собраните граѓани почнаа да фрлаат камења и тврди предмети врз полицајците. Состојбата напросто експлодира околу 15 часот и 20 минути, кога од толпата која броеше околу 3000 македонски албанци од Гостивар почна да се пука од пиштоли и револвери кон кордоните на Министерството за внатрешни работи. По отворањето на оган од страна на толпата врз припадниците на Министерството за внатрешни работи, припадниците на македонската полиција беа принудени да возратат на оган со оган. При тоа македонските полицајци сврлија повеќе бомби солзавец врз разулавената толпа, а исто така сега се во моментот испратени повеќе борни возила транспортери на полицијата на Министерството за внатрешни работи. Во тие драматични моменти припадниците на Министерството за внатрешни работи секавично возвратија на изстрелите со оган од автоматско оружје. Потоа следеше акцијата на македонската полиција која употреби бомби солза, а потоа веднаш кон демонстрантите кои што се уште стрелаа кон полицајците, се упатија неколку борни возила на Министерството. Настана состојба каде што повеќе од половина час се пукаше од сите и на сите страни. Во тие пресудни мигови, најрадикалните од толпата албански демонстранти се обидоа со поединечни истрели да погодат припадници на Министерството, но се стрелаше и врз членовите на известувачките екипи без разлика на кои медиуми припаѓаат. Во таквата ситуација полицијата го засили рафалниот оган, што предизвика набрзо да дојде до затишје, во кое што се слушаа само повремени истрели. Министерството за внатрешни работи, кое навистина молнивито делуваше на крстосницата на улиците Дебарска и Браќа Џиновски, каде што беше огнената средба, во овие моменти го расчистува теренот според полициските процедури. Само во првиот бран се преведени над 40 на учесници демонстранти кои се наоѓаат во подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во Гостивар. Чувте и видовте, почитувани гледачи, како се одвиваа настаните во Тетово и Гостивар. На линија сега треба да го имаме колегата Зоран Богатинов. Колега Богатинов, дали се слушаме? Добро вечер од Гостивар, колешке Цанеска. Добро вечер. Добро вечер, затоа што еве се слушаме добро. Добро вечер затоа што ситуацијата постепено веќе се нормализира овде во Гостивар. Да чуеме што во моментов се случува во Гостивар. Па еве, според сите редовни постапки кои ги имаат нели Министерството за внатрешни работи, тие сега ја завршуваат веќе она редовна постапка, процедура на приведување на учесниците, демонстрантите, односно и на оние што ги потикнувале сите безредија кои настанаа изминативе неколку часови, односно околу 16 часот, 15 часот и 20 минути, ги приведуваат така што веќе според првите информации што ги добивме, има веќе неколку стотини приведени демонстранти и состојбата со тоа веќе може да се каже и речи си е дефинитивно смирена. Дали во градот се присутни се уште засилени специјални единици на МВР? Да, околу 500 специјални единици, меѓутоа и од оделот на посебните единици на Министерството за внатрешни работи се наоѓаат околу зградата на собранието на локалната самоуправа на Гостивар. Тие сосема нормално, мислам, се движат по теренот, не е веќе ситуацијата изненадувачка и секавична како што беше пред неколку часа. Го обезбедуваат објектот и ги обезбедуваат сите околни улици и приоди. Така што може да се каже дека градот заради полициското присуство е веќе под сосема редовна, нели во сосема редовна состојба, онака како што беше, не може да се каже дека беше како што беше пред неколку денови или пред неколку месеци, меѓутоа ситуацијата е спирена.
нема некои особени инциденти. Повремено може да се слушне дека некој од мислам од командириве на полицијава наредува некоја акција, меѓутоа се е тоа заради некое ново приведување или некое ново апсење. Ситуацијата е мирна и стабилна.